Добар ден на сите, кои што наследите преку онлайн просторот и присутните овде. Јас сум Јасмина Голубовска и потписничка на граѓанската повелба, мислам уште кога излезе, ако не се лажам. Лани имавме на прилика ваква да се сретнеме и да разговараме тогаш во поинакви услови, еве денеска во еден друг состав. Зашто ми е особено драго и можеби веќе Џабир ми наметна сега една да кажам одговорност. Да се држам до што значи мој искрено мислење и став во врска со што е тоа демократија, човекови права и што е за мене активно граѓанско општество и транспарентна, праведна влада и конкретно ќе ги споменам бидејќи никој не ги спомена представниците во Собранието на Република Македонија, кои што исклучително се важни како дел од овој концепт на демократија, правда, правичност и слободи, човекови слободи и права. Од тука би сакала да кажам дека поминавме доста време, можеби повеќе од 7 години активно обидувајќи се да градиме на политичка култура на отпор конкретно кон било какви политики на корупција, нетранспарентно работење, криминал кој што доаѓа од страна на извршната, законодавната, судската или пак дури во економската област и во тој дел корупција, непотизам и така натака феномени социјални и општествени кои што дефинитивно не ги овозможуваат не овозможуваат прилика на едно општество да заживее врз вистински демократски принципи, наспроти тоа гради или пак ги спојува оние кои што се приучени и научени форми на политичко уредување, кое што е во директен судир, односно е некој вид на хибрид од она што значи од едно приучено навидум неинформирано и неедуцирано раководство во она што значи демократија, особено парламентарна демократија и активно учество во градење на демократска држава. Од тука, за жал, една година потоа не можам да кажам дека гледам некои големи промени во насока на надминување на претходните состојби кои што се длабоко вкоренети. Дури мојата магистратура можам да кажам дека кое што се однесуваше уште во 2009 на тоа дека Македонија и Република Албанија се во суштина хибридни системи кои што продуцираат голем степен на недемократија, голем степен на авторитарно однесување и вкоренето авторитарно однесување во самиот политички систем за контрола на населението и контрола врз ресурсите природни истекнати со кои што управува, така и денеска не гледам некои сериозни обиди за промена на таков вид на политики, односно повторно се соочуваме со носење на површни политики кои што формално правно задоволуваат можеби нечив интерес на некоја помала група или поголема група, меѓутоа како општество во целина не ги гледаат или пак земаат предвид интересите на сите. Зошто тоа го велам и каде тоа го приметувам? Го велам тоа затоа што можам да кажам дека за мене ефективен пристап до правда, ефикасен и лесен, би значело ревизија на 10 годишното законско, односно незаконско носење на секакви закони, подзаконски акти, процедури, правилници од она претходна монструозна власт. За мене тоа би значило вклучување на правниот факултет, можеби дури на највисоките академски институции во соработка кој што владата би тука истапила да побара помош, искрена помош и отворена помош од овие да кажам актери во граѓанското општество за да го дадат својот придонес. Знаете, ако вие не направите една длабока анализа на она што е носено во однос на изминатите само 10 години, а би требало да се направи од почеток, затоа што е фер едно демократско општество да прави повремена ревизија на она што значи закони во една држава, да го повторно ревидира со уставот и она што си зацртала себе си како пат за да гради едно општество и би направила закони кои што би одговарале на демократскиот принцип, а тоа значи лесен, ефикасен и ефективен пристап до
права и правда. Тоа значи дека секој граѓанин ги разбира правата, ги разбира обврските и може да влезе во комуникација, односно да воспостави однос со владата или било која друга институција. За жал, во овој момент луѓето се сметаат дека е доволно ако се само психоаналитично проценети по кликови на интернет, по лајкови, буквално како оваа афера која што сега е актуелна, Кембридж аналитика, и тоа ги задоволува минимум стандардите на, да кажем, на она што значи мнозинство, и тука се завршува. Не. Директен или градење на однос не е градење на однос на кликови, на објава на документи кои што можеби некој ќе ги види, можеби некој не. Директен однос, градење значи директен пристап со и комуникација со граѓаните, за да може да ги вклучите сите групи. Имате конкретно конкретен пример, би рекла, ги повикувате граѓанските организации да се прави совет, меѓутоа не ги повикувате неформалните иницијативи. А видете, директниот и индиректниот пристап или начините, алатките на кои што пристапуваме до институциите, нас се загарантирани сустав. Од тука таквата сегрегација, да кажам, на оние кои што имаат директна комуникација со владата и оние кои што немаат, веднаш се јавува. Веднаш се јавува антагонизам и веднаш немаме простор за градење на однос, затоа што градење сепак на однос значи многу работа, доверба, почит на двете страни една кон друга, а не ширење на анимозитет и градење на или обстојување на тој анимозитет со граѓанското општество. И би додала само уште еден тука пример, што ми е доста свеж, за кој што сметам дека треба да се обрати внимание. За мене демократска влада по победата на граѓаните од Казандол во битката за Казандол би требало да извади иконографик за целосната битка на таа неформална иницијатива во тој регион, да поддржи битката за Иловица која што следи, бидејќи битката не е завршена, и воопшто себе си да не се спомне во објавата на таа вест, затоа што е свесна дека медиумите ќе превземат нивната вест, меѓутоа не и на иницијативата која што е од неколку граѓани кои што имаат вакви или такви познавања, сега тие не може бидат професионални во односите нели со јавност. И други бројни примери во кои што не гледам простор каде што има вистинско пред се, вистинска волја и вистинска одговорност кон она што значи иднина, особено за наредните генерации. Не гледам вистинска транспарентност, затоа што таа значи поаѓање самите од себе, значи поаѓање, ако зборуваме за транспарентност на институции, тоа значи веднаш поаѓање од законите кои што дозволуваат коруптивен однос помеѓу нели граѓанинот и институциите, веднаш она што се однесува на трошоци, на злоупотреба на било каква своја позиција или можност за злоупотреба на функција која што се увиде изминативе 10 години, веднаш да се предложи како да се надмине, да се отворат веднаш тие прашања како битни, да се отворат прашањата од тортура, од условите на затворите, условите на болниците, правата на социјално загрозените и на мноштво, ќе кажам, групи во општеството кои се тотално не се занемарени. И на крајот, она што највеќе боли е се занемарувањето целосно на уметниците. И што тоа значи? Уметниците не учествуваат во комуникацијата или во градењето на односот на, да кажам, во оваа насока, затоа што навистина немаат како. За оние кои што се уметници и за кои што разговараме честопати, доаѓаме во она што тие го кажуваат за своите потреби, се дека прво немаат простор, кој што е државен, во кој што може да свири некој или пак да музицира, да слика или пак на друг начин уметнички да се изразува, затоа што уметноста е сепак составен дел од градењето на политичката култура на отпор и е неминовен дел и едноставно не може да се занемари. И доколку една влада тоа го занемарува, вие гледате дека нема интерес да го поттикне или да ги создаде условите за една таква вид на политичка култура која што е отворена, затоа што таквата влада би разбрала дека авторите на авторска музика, особено во различни субкултурни групи во кои што се движат джез, блуз, рок, метал и така натако, сектори кои што навистина се кои што се екстремно битни за развојот на еден друг вид на култура и на разновидност, поттикнува разновидност и прифаќање на различитост на култури, не вложува ниту пак ги воопшто ги зела предвид во било каква програма која што е направил. На крајот ќе кажам дека она што мене ми е исклучително
да кажам, позитивно во овој период е реформата на влада која што следи. Искрено од тука сакам да пратам порака дека затоа што се надевам ќе биде длабока, дека ќе биде базирана на вистините информации, на добра анализа претходно направена и дека на вистина ќе донесе промени луѓе на позиција кои што ќе може да се носат со потешкотиите, затоа што на вистина имат многу работа од она што го наследиле, така што ни требаат на вистина луѓе кои што се посветени, ангажирани, кои што имаат вистинска чиста мисла, визија и интерес да не видат сите заедно во едно подобро општество и подобра иднина, да можеме сите ние да видиме една подобра иднина за да може да останеме тука, затоа што кај да е. Ако после оваа реформа нема некои особено промени или до наредната година, не оставате, односно владата остава простор да се соочиме повторно со едно враќање и уште со еден процес кој што би бил исклучително тежок доколку за тоа се створат услови, или оваа нереформирана или во моментов не процесуирана судски партија која што се уште функционира, за која што не постои ни привремена забрана за незиното работење, за која што не постои ни привремена, ни замрзнување на имотот, ниту ништо со она што засега си има индикации дека го правела. Не би сакала да дојдеме во ситуација да повторно бидеме мета на 7-годишно тортура, прогон, етикетирање, заокружување и така натака во престојниот период. Така што ви благодарам на сите, се надевам дека споделив оно колку што можев да стигнам. Ако заборавив нешто, се извинувам и во некоја наредна прилика ќе го спомнам.